Продолжува кампањата за парламентарните избори. Во Штип активни беа социјалдемократите кои презентираа мерки за социјална заштита на населението и подобрување на стандардот. Минимална плата од 10.000 денари. Оваа мерка ќе биде имплементирана веднаш и ќе важи за сите. Сезонските работници ќе добијат работен стаж за цела година. Секој оној кој ќе работи во континуитет повеќе од 8 месеци во текот на една година ќе му биде платен стаж за цела година. Паричниот надоместок за лицата кои останале технолошки вишок ќе се исплаќа 3 години наместо досегашните 18 месеци, а при тоа работодавачот кој прогласил технолошки вишок нема да има право да вработи нов работник на истата позиција најмалку една година. Заминувањето во пензија ќе се одвива во два основи, и тоа врз основа на наполнети години на старост, 62 години за жени и 64 години за мажи, како што и досега, но новитет е тоа што ќе се заминува во пензија и врз основа на стаж. Паричен надоместок за сите стечајци. Во очи на Великден, СДСМ имаше и хуманитарна акција. Со кандидатите за пратеници посетуваме социјално загрозени семејства со цел да им посакаме среќни великденски празници и да го збогатиме, значи да им збогатиме трапезата со скромен хуманитарен пакет. Во Делчево носителот на листа на ВМРО Народна Љупчо Ѓоргиевски пред Великденски беше во црквата Кирил и Методи, за чија изградба и самиот донираше парични средства, пошто имаше средба со граѓаните на која меѓу другото зборуваше за животот пред 10 години и сега. Ако сакат да се потсетат, еве да речеме овде конкретно во Источна Македонија имаат свеж пример да се потсетат дали пред 10 години граѓаните во Делчево не земаат дупло повеќе плата од соседите во Благоевград и сега дали после 10 години не е обратно, тие да земаат скоро дупло поголема плата отколку граѓаните во Делчево. Дали пред 10 години ние одевме на шопинг и се враќавме со полни корпи од Благоевград и сега кој ќе погледнат овде како доаѓаат од Благоевград луѓе, па со полни торби се враќаат назад во Бугарија. Значи, треба да го погледнеме просекот на балканските земји на висината на платите, треба да го погледнеме просекот на европските земји и не е тешко да се констатира дека Македонија заедно со Албанија и со Молдавија го дели последните 3 места по висина на платата.